Кандидати за идни суди и јавни обвинители ја тужат Академијата за суди и обвинители, која го поништи огласот на кој тие се пријавија поречиси 3 години откако беше распишан. Во Управниот суд биле формирани 12 предмети, 8 тужби со кои се бара поништување на одлуката на Управниот суд на Академијата, 4 предлози со кои се бара издавање на времена мерка, да се одложи извршувањето на одлуката и да се забрани распишување на нов оглас до правосилно одлучување на овие предмети. Од Управниот суд за Телма одговорија дека е донесено решение со кое се спојуваат сите предмети во еден за водење единствена постапка затоа што сите ја оспоруваат истата одлука на Академијата. Од Академијата веќе испратиле одговор на тужбите и треба да биде закажана јавна расправа. Управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители на крајот на 2025 го поништи огласот за прием и обука на 130 суди и обвинители, а меѓу главните причини за ваквата одлука беа посочени необезбедените финансии и променетите услови во законите. Огласот за оваа, засека последна генерација академци, беше распишан во 2023. Патем имаше и други пречки, но заглави на приемниот испит во предизборието во 2024 година. По представка на тогашната кандидатка за председател Гордана Силјановска-Давкова, антикорупцијска комисија донесе одлука дека приемниот треба да се стопира, со образложение дека постапката завршува со вработување, т.е. противно на изборниот законник. Одлуката ја потврдија и управните судови. Но и по изборите оваа генерација остана заглавена. Новата влада ги запре сите постапки за вработување од претходно, а Академијата од тогаш бараше финансиски средства и соопштуваше дека не ги добила. Академијата, чија основна цел е обучување нови суди и обвинители, повеќе од една година е без студенти. Последиците ќе се почувствуваат во наредните години, со оглед на тоа што недостаток на суди и обвинители има уште сега, а за да излезе нова генерација на суди и обвинители, потребни се најмалку 2 до 3 години.